Некогашниот двигател на македонската економија градежништвото ланската година ја заврши разочарувачки. Секторот порастот од 3,9% во првите 3 месеци од 2021, последниот квартал лани забележа пат од 2,4 односно 1,5%. Градежниците се соочија со поскапување на материјалите и помал обем на работа, и тоа поради мораториумите за градба во претходниот период. Пазарот на недвижности пак во ланската пандемиска година регистрираше зголемен број на трансакции, а продолжи со поскапување на становите. Мораториумите и поскапувањето на материјалите си го направи своето и сведоци сме дека сега становите се поскапуваат. Докај ќе одат поскапувањето, тоа зависи од многу фактори, пред се зависи од куповната моќ на граѓаните, но зависи од исплатливоста за градба во одредени подречја. Градежниците се пожалија дека секторот се соочувал со лош период и работата не му одела кон добро. Бараат поддршка од државата, намалување на данокот на додадена вредност, но и посериозни инвестиции во капитални проекти од кои бенефит ќе имале домашните компании. Еднаш бевме мотор на македонската економија, значи ако сакаме да имаме посериозен развој на економија, конкретно кај нас, е невозможно да се развие економија без градежен сектор. Имавме укинување на детални планови од страна на самите општини, кое што следеше со преку Уставен суд. Ние како градежен сектор се соочуваме со тој проблем дека нема доволно кадар, тоа се рефлектира и во сите други гранки. Јакимовски додава и дека градежниот сектор е подготвен да го промени трендот со цел да им се излезе во пресред на потребите на граѓаните, но само ако се создадат услови за да може да почне со деловна активност. Градежниците од владата бараат и ангажман на најавените капитални проекти за изградба на патиштата на коридорите 8 и 10. Во наредниот период велат ќе биде важно под кои услови ќе се добива нивната изведба, за кој веќе е потпишан меморандум со конзорциумот Бехтел и Енка и каква ќе биде улогата на македонските компании во тој процес.